Една недела пред истекот на крајниот рок за притворот на Артан Груби, обвинителството поднесе обвинение против него и против уште 7 лица за злоупотреби во државна лотарија. На сите обвинети им се става на товар кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување. Меѓу обвинетите се и поранешниот директор на акционерското друштво Перпарин Бајрами, за кого како прво обвинет и недостапен на органите на прогонот обвинителството бара притвор. За екс-вице-премиерот Груби пак, како второ обвинет е побарано да остане во куќен притвор. Според обвинението, првообвинетиот предложил државна лотарија самостојно да приредува електронски игри на среќа, иако тоа право во 2013 година го вложила во заедничката компанија Казинос Австрија, зашто добила 51% од уделот. И покрај тоа, во 2023 година била започната постапка за набавка на видеолотариски терминали вредна стотици милиони денари. Информацијата стигнала до генералниот секретар на владата, која ставил како дополнителна точка на дневниот ред, иако според обвинителството требало да ја упати до надлежниот орган. Со тоа, според обвинението, бил заобиколен пропишаниот начин на одлучување и било отворена патека за набавката, со која на државна лотарија и била нанесена штета од околу 8,2 милиони евра. Вториот обвинет, кој имал реално влијание во раководењето со АД државна лотарија, во својство на одговорно лице претседавал со седница на влада на Република Македонија, во својство на собрание на државната лотарија и предложил вака дополнитата точка на дневен ред да се усвои, иако бил свесен дека одлуката не е во надлежност на владата како собрание на акционерското друштво. Соопштија од обвинителството. За останатите 6 на обвинети, обвинителството бара мерки на предпазливост, јавување во судот, одземање на патните исправи и забрана за приближување и воспоставување контакти со определени лица. Инаку Артан Груби беше недостапен за органите на прогонот од декември 2024 година, кога ја напушти земјава и по него беше распишана меѓународна потерница. По повеќе од 14 месеци бегство, на 23 февруари годинава се врати во Македонија преку Блаце и беше приведен. Иако претходно му беше определен притвор во отсуство, по враќањето мерката му беше заменета со куќен притвор со 24-часовен полициски надзор, поради проценка дека не можела да му се гарантира безбедноста во затвор.